Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските. Новинарите имаат посебно место во развојот на спортот и воопшто сите области од општественото живење. Во секој случај морам да кажам дека спортското новинарство е едно, барем за мене, од најекспонираните, а за новинарот, оној што е на почетокот и што се определува да биде новинар, е најпривлечно, па ако успее, тогаш и тој самиот е задоволен. Дадов еден вовед за новинарството да кажам дека следен гостин во емисијата посветена на македонските спортски легенди ќе биде мојот почитуван колега, долги години се знаеме, соработуваме, Милорад Стојмановски, популарно во нашите кругови си го нарекуваме Мишел, и кога ќе кажеме Мишел, знаеме за кој се однесува, иако може би има многу Мишели, ама за нас во новинарската фела, посебно меѓу спортските новинари, се знае за кого станува збор. И Мишел на почетокот така имам едно пријатно задоволство да ти ја честитам и наградата што неодамна ја доби од Сојузот на организациите за физичка култура на Скопје, беше прогласен за најдобар новинар на годината. И тоа е едно признание кое говори дека твојот труд се цени, дека презентираш преку написите, коментарите, нешто што навистина е издржано и што ќе биде од корист или пак ќе представува насока за тие што ќе го прочитаат, а се вклучени во спортот, како да се движат, како да се однесуваат понатаму. Па, еве, тоа беше мојот вовет, а сега ти, бидејќи емисиите се такви, ќе ни кажеш како дојде во спортското новинарство. И што беше тој клучен момент да се определиш, еве, животната екзистенција да ја бараш во новинарството. Па, малкумина знае дека јас како хонорарен соработник почнав всушност во македонската телевизија и работев неколку година и пол, можеби, во емисијата 19:00, меѓу кои задачи ми беше во петок да земаме спортски прилози од вашата рубрика, да ги монтираме во емисијата, да го најавиме спортскиот викенд и имам дури убави спомени и дури од македонската телевизија со колегите со кои соработувавме тогаш. Но бидејќи се објави конкурс во редакцијата на Вечер 87 година, конкурирав таму откако претходно не бев пример во македонската телевизија и радио и практично од 1 јануари 88 година бев во спортската рубрика на Вечер со тогашни мои колеги кои ми дадоа шанса да покажам тоа што сум го научил на факултетот за новинарство, ми овозможија да кажам она што го носам во себе, да го искажам со нивна поддршка, а згора на тоа и ме научија на некои основни правила кои треба сите почетници да ги поминат во таа школа, како да се гради кариерата со почит и кон повозрастните колеги, но и кон читателите, кон слушателите или гледачите. Така јас практично од 1 јануари 1988 година со решение на редакција Вечер почнав да одам по спортските настани. Се сеќавам, првиот извештај ми беше од ракометниот надпревар Ѓорче Петров, Тутунски комбинат Прилеп жени на отвореното игралиште во Ѓорче Петров. И практично како да паралелно не одеа кариерите и фудбалскиот клуб Балкан, надпреварите што тогаш почнав да ги следам, како да одеа паралелно со мојата спортска кариера, затоа што Балкан практично почнуваше нивниот нагорен пат од меѓу регионалната лига, втора македонска, до втората екс-југословенска. Јас на памтам од општинска лига, па околинска лига, па после 4 сезони поред беа прваци во секој ранг практично, а малку подоцна до душе Кометал Ѓорче Петров стана и европски првак. Тоа се убави спомени кои ме навраќаат секогаш кога ги гледам тефтерите од тоа време за едно убаво време кога сите ние растевме, градевме кариера, се радувавме или тагувавме со спортистите заедно, затоа што
практично го затегнав почетокот на самостојноста на Македонија, кога со ништата за национални репрезентации, за македонски медали и таа еуфорија национална на почетокот бевме ние на некој начин и поттикнувачи и поддржувачи за да се создаде македонски спортски производ кој ќе не представува во светот. Тоа е она што е основно во спортското новинарство, да знаеш читателот или гледачот или слушателот, да ги наслушиш, да ги подготвиш и едноставно, ако може така да се изразам, да ги запалиш за оној настан што следи, а во кој што настапува, например, македонската репрезентација. Ти во тој период почна да ја градиш својата кариера, значи со самостојувањето на нашата држава, 2 години, 3 предходно, меѓутоа со друг ентузијазам беше пишувањето, барем така предпоставувам, и јас така го чувствував, кога станавме независна, самостојна држава и кога се свртивме исклучиво кон нашиот македонски спорт и резултатите што ги постигнуваше. Јас паметам, ти влегов во збор за ќе ми простиш, може би бев првиот што во Пулс го на своја рака создаде прв фудбалски национален тим на Македонија под моја претпоставка. Ја не бев ни селектор, ни експерт, но тогаш се осмели, бидејќи такви беа, Пулс излезе во јануари 91 година, уште пред референдумот, но темите веќе се вртеа во поранешната наша држава, дека ќе има одвојување, дека ќе се создаваат национални тимови. Јасно беше. И ја бев храбар да составувам тим од тогашните најдобри македонски фудбалери и излезе тој текст во Пулс, во вториот број на Пулс вестникот, насловот беше "Лавчињата играат фудбал", се сеќавам. Викаш, ако се одделиме, барем веднаш да е подготвена, еве ги имињата на репрезентацијата. Па сега кога се пласираше репрезентацијата на Европското првенство, го повторив тој текст, тој дел од текстот, како сеќавање дека еве и мене ми побелеа косите 3 децени од сонот од 91 до 2021 година, за да дочекаме да се пласираме на Европско. Сакам да ми кажеш за оној период кога почнуваш, интересно е, таква е и емисијата, да се подсетиме на тие личности, кои беа спортските новинари тогаш во вечер, со кои што соработуваше, и со кои го делеше и убавото и лошото, со кои што се радуваше или тагуваше. Тогаш се радувавме најмногу на успесите на Вардар, беше единствен прволигаш и така да ги чекавме над преварите, чекавме извештаи и горе велевме кај линотиперите, чекајте, треба да стигне извештај. Па прв уредник во спортската рубрика на вечер ми беше Мијолјуб Миладиновиќ, за жал покоен сега. Еден период Шишко, сите го знаете како Шишко. Истакнат пинг-понгар, првак на Македонија. Он беше спортист како тебе пред да стане новинар. Исто така во еден период и Михаил Делемитов ми беше уредник. Ке ги спомнам и другите колеги, за жал некои се починати како Славчо Трошановски. Тука беше после Шишко беше уредник Боро Тимковски, па Вилизар Павлов, Маргица Димовска покојна, за жал и она. И јас уште некои помлади колеги како Драган Николовски, како и да не го заборавам и Теодор Стефанов, исто така покоен колега. Тоа беше рубриката од 8 новинари во спортска, затоа што тогаш спортската рубрика подготвуваше секој понеделник прилог од 16 страници. Требаше да се наполнат. Тоа беше некој стандард за дневните вестници во целата држава, каде што буквално една страница беше посветена на првата лига, едната страна на втората фудбалска лига, па трета имаше, па имаше по спортови, кошарка, ракомет и така меѓународен спорт. Значи имаше сериозна работа со 16 страници, требаше соработници, дописници, фоторепортери, агенциски вести, тоа се требаше подготви во недела кога дежуравме од утро. Јас са валето одев во 10 часот на надпрва за Македонска лига и се враќаме во навечно во 22:30 додека ги дочекаме последните надпревари од Будукино, се сеќавам на лето играа во 19:30 заради горештините, да го дочекаме последниот извештај од прва лига за да направиме табела извештај. Комплетно да излезе страницата со прволигашки извештаи, каде што Вардар беше убави се тие време. Јас после тоа бев во Скок, после 3 години во вечер,
се сеќавате заедно со вашата рубрика спортската редакција на МТВ организираме избори на спортист на година, па ви гостуваме во Телеспорт еднаш месечно кога ги читавме кандидатите за избори на спортист. Кои се кандидати за спортист. Ќе бидам и нескромен, веројатно им се допадна на твоите колеги тогаш што беа уредници, како бев слободен пред камерите, затоа што ја дури и водител бев на некои од тие настани, дека може да бидам и ваш колега, но еве јас некако се снајдов во печатеното новинарство, запознав круг на колеги, пријатели кои не можев така лесно да се откажам од нив и останав цел живот во печатеното. Сега веднаш сакав да те прашам, меѓутоа добро си докажа до крај. Она која рече по 8 мина во редакција и подготвувавте 16 страници, тоа беше огромна работа, значи требаше еден тим, еден ешалон, би рекол, од новинари, за да се подготви тоа во еден период од 3-4 часа, например, како завршува првата, па втората, третата, до 20-та средба. И ова мислев на крајот да го разговараме, меѓутоа мислам дека и сега момент да се каже и да се направи една споредба меѓу тогашното спортско новинарство и сегашното. Меѓу тогашното гледање на уредничкиот колегиум кон спортскиот новинар и денешното. Потоа да се направи така една споредба со тимовите тогаш и тимовите сега или единецот сега. Нека да има по еден што е подготвува спортската рубрика на Вестник или на сајт некој или не знам што, порано беа цели тимови. Па пред да го кажам она што веќе го напиша во една прилика и пред колегите спортски новинари го кажав и јавно што мислам за денесното спортско новинарство и таа паралела што ја направи со минатото и денес. Ќе кажам една анекдота со колегата Миодраг Мицковиќ, кој беше уредник долги години на Нова Македонија на спортската рубрика, кога забележа една грешка во мојот вестник, кај што јас сега работам Слободен печат, и јас за да му направам паралела сега како беше некогаш и како е сега, јас му реков Мицко, ти во Нова Македонија никој не си бил под 8 луѓе. Исто и вечер беше така. Исто беше и дневник, јас кај што бев уредник 96-та кога почнавме. Значи имаше посериозен пристап кон спортската рубрика, кон читателите, кон спортот воопшто. Викам сега за жал вестникот можеби од новинарскиот дел дали има вкупно 8 до 10 луѓе за цел вестник, а камоли колку цела спортска рубрика. Затоа не треба да се морат можеби и грешките што се нормални и секогаш ги имало со тој издиоптер. Што сакам да кажам? Секцијата за спортски новинари направи едно истражување во кој утврди она што денеска се случува со спортското новинарство. Значи бројот на спортски новинари е преполовен и буквално по број на колеги. Статусот нивни е загрижувачки затоа што многу лесно се определува за други професии, затоа што не гледаат перспектива во таа професија. Иако го влече, иако му е желба, иако влегол во новинарството да биде спортски новинар, ама други критериуми условите се други. Оние екзистенцијалните пред се што го тераат да смени редакција или професија или воопшто да не биде во новинарство. Платите се загрижувачко ниски за да биде прилична таа професија за регрутирање нов млад кадар, затоа што и просекот на возраста за спортски новинари е загрижувачки, да не речам старееме како професија, затоа што е неатрактивна. И сето тоа се одразува и на она што го работиме како новинари. Значи спортскиот производ во такви услови не може да биде онаков како што беше за кој пред малку говорев. Јас се сеќавам за и на таа средба кај директорот на Нова Македонија пред да се формира СКОК 91 година. Сите спортски новинари 50-тина се собравме во канцеларијата на директорот Панде Колемишевски и дебатиравме дали треба да се формира спортски неделник и како тој ќе функционира. Имаше поделени мислења дали треба, дали не треба. Постојано беше дилемата дали имаме доволно кадар, квалификувани новинари, фоторепортери, дописници и така натаму. Евентуално товар на целата издавачка куќа сега. Така е, уште еден сите аспекти. Економски да исплатливо, дали ќе има тираж. Не да застанеш. Да, но беше време на национал романтизам и во тоа време и на државата и требаше спортски неделник и се појави СКОК на 28 август 91, ќе ги споменам и тие колеги со кои после вечер го создадавме СКОК,
тоа е исто така за жал покојниот Мирослав Наумовски, колегата Бошко Трпевски, Ѓорги Стојменски, покојниот колега, јас и Мијалчо Дургутов бевме првата екипа што го формираше Вестникот, со колеги сите вие доприносувавте за Вестникот, на како надворешни соработници и мрежа на дописници и помлади колеги кои имаат хонорарна соработка. Што сакам да кажам? Тогаш потребата за спорт, страста кон спортот беше таква што ние на последната страница објавувавме постери на навивачки групи. Првата македонска лига имаше 18 клубови, секој тим, па дури и Вардарски и Победа Валандова имаше своја навивачка група и ние пуштавме постери од тие навивачки групи како одраз на нешто што конечно некој се радува нешто свое, ке навива за својата екипа, за својот сосед и роднина да го гледа. Денес, за жал, ние немаме доволно гледачи на трибините, за да спортот остане на тие рамки како што бил некојаш, а со тоа повлекува последици после и спортот како спортското новинарство да биде неатрактивно во однос на меѓународниот спорт кој е сега доминантен ако немаш, тоа сакав да те прашам, да ни објасниш, со спортот нормално, со квалитетот на спортот, расте и квалитетот на спортскиот новинар. Друго е, например, ти да известуваш само од Ѓорче Петров, од Автокоманда, од Гевгелија, од Прилеп, а друго е кога имаш тимови што се носат рамноправно, како што беше Кометал, Ѓорче Петров, Вардар фудбал во европските купови, уште од времето кога заигра во купот на УЕФА тамо 84-та година од минатиот век. А друго е да пишуваш само овде за локалните надпревари. Покрај тоа, значи, за да се издигнеш како спортски новинар, ти треба и да присуствуваш на тие приредби. А како? Ке присуствуваш преку твоите тимови што учествуваат во тие надпревари, а нормално тоа ќе те доведе после и да не учествува твојот тим до врвниот настан во тој спорт, Final Four, или Европско првенство, или Олимпијада. И сето тоа влијаеше врз спортскиот новинар да го подигнува својот квалитет и да се носи и тој како што се носат спортистите рамноправно со колегите од другите земји, и тој да е рамноправен. А не кој ќе одиш негде, па срамежливо на страна кој ќе те праша колку репрезентативци имаш. Мене би се случувало на Олимпијада, па ќе замуцам помалку, имаме еден со норма, двајца без норма, со валд карти и така. Друго е тоа, друго е кој ќе имаш и кога ќе си силен, тогаш и ти си силен. И тогаш сите со поинакви очи те гледат и тие доаѓаат после кај тебе да ти бараат некоја информација. Знам во поранешна Југославија, тоа го почувствував, ке одевме и стигаме во Минхен на Олимпијада. И тогаш, Југославија стигна. Се отвораат вратите со тие пасоши, влегуваме. Ама со 250 олимпици? Па цел авион, излегуваме, олимпиците, новинарите и одиме. И германецот, цариникот, вика, вие вамо, и ние поминуваме вамо, чекаат можеби 100-200 други. Тогаш бевме и ние во центарот на вниманието на нашите колеги кои доаѓаат од силните спортски земји. За жал, тоа ми е зборот. Треба да имаш квалитет, со тој квалитет ти растиш и како спортски новинар и веќе си равноправен и со другите. Еве, јас напишав во тоа излагање моје пред колегите дека без спорт нема спортско новинарство, без спортско новинарство нема спорт. Значи, тие се еден на друг поддршка, а како ќе дојдеме до подобар спорт и подобро спортско новинарство е тоа прашање што треба да го одговориме доправа. Јас, еве, лично дописник сум на светскиот фудбалски магазин број 1 во светот World Soccer, веќе 20 година можеби, и на почетокот тие не третира како држава фудбалот во Македонија рамноправно со сите европски држави, но како што поминуваше времето, губевме во значење. И жалосно е што... И се помалку ти бараат текстови. Така е. Значи, жално е што од
последниве 10 години ми нарачале текст само за скандал за победа за местењето или за пласманот на македонската репрезентација на Европското првенство. Тоа е поразнително и за нас како колеги и новинари, поразнително е кога разговараме со колегите со кои сме работеле во поранешните ју простори, кои не прашуваа за спортот во државата. И обично спортисти знаат да се жалат нема пари, нема пари. Јас еден податок сакам да кажам, што го кажав и неодамна, кој може да не упати да тоа дека не е секојаш се во парите. Значи, паметам убаво во Скок пишував еден текст дека тогашната совка која финансираше спорт имаше барања за 2.100.000 марки, а 800.000 марки беше буџетот за целокупниот спорт во Македонија, меѓународна и домашна програма. Според последните податоци до кои можев да дојдам, моментно со системот на ваучери во македонскиот спорт се вложува 10 милиони евра. Значи тоа е неспоредлива бројка со она време. Некогаш, иако тогаш помага и државни компании, имаше спонзори повеќе за разлика од денес. Да, не се оставаше само на тие пари што ќе ги добија компаниите. Но што сакам да кажам, и со таа помош од спонзорство не бил поголем буџетот. Наредното прашање, значи каде завршуваат тие пари, дали правилно се вложуваат, дали другите елементи до кои се битни за создавање спортска резултат се сите како што треба, значи збориме за инфраструктура, за кадри, за работа со младински категории, за систем на превери, дали честни првенства, честни федерации и така натаму. Јас еден дел од излагањето ми беше исто така дека ако новинарите малку се занимаваат и со истражувачко новинарство и со аналитичко новинарство, само да се занимава со буџетите на некои федерации кои се еднакви на вкупниот буџет на државата за финансирање на спортот, ако видат тука можности за корупција, кој не завршува во парите во спортот, доволно е тие пари ако сме некој коректор на спортските власти во општеството, да завршат во спортското новинарство за да имаме квалитетно спортско новинарство. Но за жал тоа е затоа наша задача на спортски новинари тоа да го промениме ако можеме за да бидеме коректори на спортските власти како што се само мал е бројот на тие новинари што навлегуваат во тие води за да истражуваат дека е тоа навистина тешка и обемна работа и треба да си сигурен во тоа што ќе го објавиш, не да биде објави ама без основа некоја. И тогаш ќе бидеш изложен и на критики, на најразлични удари од сите страни. Затоа, може би поради тоа што е тешко да се работи во тоа истражувачко новинарство, тоа го има во сите сегменти, не само во спортот, да се истражува, може би поради тоа и не се определуваат тие помладите што доаѓаат на тоа, туку повеќе на дневните настани. Игра денеска Македонија, Финска, одамна надпревар, еве дури и составите не ги објавуваат и сега зборуваме за некоја историја. Ами како ќе ја знаеме таа историја после 10 години, она што било во минатото, кога стои дека Македонија победи, Финска или не знам кои, стрелци на головите беа тие, одбрани имаше толку и толку голманот и тоа, а составот го нема. И сега ти сакаш да пишуваш за историјата на македонскиот фудбал, а не архивирано нигде. Ова го кажам од еден пример на колегата Димче Миновски од Битол, ти го знаеш убаво. Димче е еден од новинарите кој многу го ценам и тој е студиозен и се занимава со тоа истражувачко новинарство, вика, одам Зоки во архивот во Битола да барам, пишува за Пелистер, почетоците, како било, што било, пред Втората светска војна, отварам тамо, гледам состав да видам кои луѓе тие семејства имаат, семејствата уште се останати тамо, живеат во Битола, да бидат споменати, да знаат дека нивните предци, дедо, прадедо играле фудбал, ама не. Вика, играчот со број 7 ја додаде топката на играчот со број 9, овој постигна гол и поведоа со 1-0. Не ти кој е тој играч, ти ништо. И зборот ми беше дека кога се оди на работа, особено спортскиот новинар, треба комплетно да му пружи информација на читателот, на гледачот, на слушателот, да знае на вистина
каде се вртела играта, кои биле тие што придонеле за таа и таа победа на Македонија, на Вардар, на Пелистер, на победа. Но се оди така бегло, не знам сега на сајтовиве ќе прочитам негде, има и состав, ама не е тоа, треба да, а порано, еве ти убаво кажа, чекавме извештаи со состави од прва и втора лига, бидејќи Македонија во втора фудбалска лига имаше 4-5 клубови, имаше Тетекс, Пелисер, Победа, Куманово едно време, Брегалница, Беласица, еве ги, 8 ги наброев, кои играа значајна улога, беа и фактори во таа втора лига, може да кажем, од нив зависеше на крајот и расплетот и конечниот изглед на табелата, меѓутоа, изгледа полесно им ја на помладиве, еве ти подиректно си вклучен дека се уште си активен, јас сум, ама вака, полефтерно што се вели. Што е причината? Дали ова што еве не се гледа како во минатото на спортското? Мојот впечаток е затоа што конкретно спортското новинарство беше препуштено да опстане на жестокиот пазар што го има во државата, иако е мал пазар, иако е спортот каков што е таков, домашниот спорт недоволно атрактивен и најефтината форма за функционирање на спортското новинарство денес е тој спортски портал. Тој обстанува, но како обстанува? Обстанува со содржини кои влечат кон сензационализмот, обстанува со клик, така наречени клик содржини од меѓународниот спорт, а она што за кое ти говореше сега, значи за кое индиректно треба да се даде поддршка и на домашниот спорт, затоа што е неатрактивно, новата публика гледа надпревари странски првенства, не гледа толку домашни и тие ги своите звезди гледаат. Тука треба да одиграме улога како спортски новинари. Спортските новинари, но не само спортските новинари, еве редакцијата, спортската редакција на Македонска телевизија прави напред да ги покриви домашните првенства, отворија програма, се обидуваат, но повторно се судираат и со ТВ правата, проблематично е репрезентациите, не може да се покриват така натаму. Значи, повторно треба поддршка од државата, затоа што дефинитивно е мал пазар, спортот е неатрактивен за спонзорите, за да рекламираат на тие спортски портали, изумираат инвестициите, што е светски тренд, и она стара форма кај што се почитуваше многу новинарството, изумира и како форма за да било кој не стили, јас и Димче Миновски, кој ќе посека да види извештај кој треба да ги содржи еден елемент за еден надпревар кога се игра надпревар, прво делегатот вади список со играчи, со актери, делегати, тоа се факти, за тој надпревар треба да се има. Ние ги забораваме тие факти на сметка на друго, затоа што денеска покажуваат истражувањето дека не се читаат големи текстови, не се губи време многу на одредена содржина, по видеото го победува текстот и тие пократки форми се по-податливи и поинтересни за самите гледачи, читатели, затоа што денес нема време нели да се посвети толку и на информацијата како што беше порано. Излегува дека тие што даваат само голови и голманите што бранат, само тие се актери. Тие се актерите. Овие другите картици што работаат, десен лев бек ко порано што ги викавме халф, ова не. А поготово ако се префрла топката, би се игра на долги топки, само два шпица одбранава тука, средниот ред четворица трчат, никој не ги споменува. Ова вака ми дојде некако како резултат на еден муабет што го имав со Артим Шакири, која играл во Болтон, која заигра тамо еден или два надпревари, викаме не можеше да се игра тамо. Одбраната до нападот ти трче, може да те прелета и цел надпревар топка да не фатиш и нема. Ама не споменува, вика тамо, сите состави и тие работи со оценки, со тоа. Ми само на вистинско новинарство нема ние да го учиме англичанецот кој тој го измислил тоа.